студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден, гледате вести на почеток на станите на денот. Партиите пред договор за анкетна комисија која ќе ги разгледа сите трагедии во земјава случајни во поново време. Дали ќе има средба Мицковски Филипче, најверојатно ќе се знае утре. Експертите против класичен формат на лидерски средби. Забрана за пиротехника во затворен простор и повисоки казни за малолетници по полноќ. Пратениците се враќаат на работа со нов закон за јавен ред и мир. 6 пациенти од странство се враќаат во земјава. Уште неколку критични се лекуваат надвор од Македонија. 250 килограми грицки со помина дрог се продавале на скопски пазари. Акција на Агенцијата за храна. Расте бројот на жртви во земјотресот во Мјанмар. Ле Пен, осудена за злоупотреба, доби забрана за учество на избори. Во овие вести во живо за агендата на пратениците кои од утре се враќаат на работа, а прва точка ќе биде закон со кој треба барем во еден дел да се превенира трагедија слична на онаа во Кочани. Останете со нас, почнуваме со вести. Лидерот на опозицијата утре ќе одговори дали јавно ќе го презентира планот за лидерска или ќе побара средба со премиерот. Мицковски остави простор за двете опции, потенцирајќи дека секогаш е подготвен да го прими лидерот на опозицијата на средба. Двете партии имаат сличен став за формирањето на анкетна комисија по трагедијата во Кочани, која треба да ги разгледа и сите поголеми трагедии кои ни се случија во изминатите години. Деспина Тодоровска. Филипче на пресконференција утре ќе го презентира ставот за лидерска средба. По ова ќе биде познато дали трагедијата во Кочани ќе биде тема која на заедничка маса ќе ги седна партиските лидери. Откако вчера премиерот Мицковски го повика Филипче лично да му го соопшти планот за ваква средба и од СДСМ денеска потврдуваат дека се ќе биде познато до крајот на неделава. Председател Венко Филипче во текот на оваа недела ќе излезе со официјален став по однос на ова прашање. Од ВМРО ДПМН пак велат дека официјално барање за лидерска средба нема, но ќе го почекаат планот на опозицијскиот лидер. Пресериозни времиња се за да комуницираме и коментираме изјави кои што се даваат по медиуми. Нека дојде формално барање и за тоа ќе имаме соодветен став и одговор. Она кое што го рече премиерот е, мислам, многу јасно, прецизно, доколку се работи за представување на некаков план и доколку не сака лидерот на опозицијата јавно да го представи, туку смета дека за тоа треба најпрвен да го запознае премиерот, му стои на располагање во секое време за да оствара средба и тоа да биде презентирано од негова страна. Власти и опозицијата имаат сличен став и за формирање анкетна комисија во собранието за трагедијата во Кочани. ВМРО ДПМН смета дека истата треба да се прошири и со останатите несреќи како Бесатранс, Ласкарци и модуларната во Тетово, а опозицијата вели дека нема ништо против ваквото барање. Апсолутно немаме ништо против ваква анкетна комисија, но ќе ја прошириме со трагедии кои што се случија како она во модуларната болница, Ласкарци, Бесатранс, така што нема ништо против тука, никој. Апсолутно, ние секогаш сме на страната на правдата и сметаме дека кога тоа е потребно, дека сите случаи треба да добијат правна и правилна разрешница без селективна правда. Според политичкиот аналитичар Петар Арсовски пак лидерски средби кои можат да доведат до сериозни промени во системот кои ги бараат граѓаните се добредојдени, но при ваква тензија помеѓу партиите секогаш постои можност ваквите трагедии да се искористат за политички маркетинг и театар. Треба да се внимава со тие лидерски средби да не се дезавуираат другите институции. Сепак има институции кои се задолжени за такви заеднички визии, парламентот, владата, и така натаму. Не треба да се замени едниот формат со другиот. И трето, мислам дека за заеднички консенсус потребно е малку можеби да спласне високата тензија околу трагедијата во Кочани, бидејќи сите партии во моментот како да од тоа прават политички маркетинг кој не го правеле последните 20 години и сега ја користат оваа трагедија како можност да покажат некаква конструктивност. Ако тие елементи се исклучат, секако дека лидерска средба може да донесе некаков бенефит. Сличен е ставот на Арсовски за евентуалното формирање на анкетната комисија во собранието. Ваква комисија може да има ефект само ако се искористи за вистински, а не за политички цели. Не треба в системот да се плаши од што е можно повеќе транспарентност и повеќе околности да се разјаснат околу трагедијата во Кочани. Тоа би требало да биде добре дојдено за сите ако намерите им се искрени. Но повторно, имајќи го предвид политичкиот амбиент, постои ризик и анкетната комисија да се претвори во политички театар.
За разлика од ВМРО ДПМН и СДСМ, останатите партии се воздржани околу идејата за лидерска средба. Според владиниот партнер Вреди, Филипче нема кредибилитет за вакво барање и лидерската би била само губење време. Знам, прво ќе ја чекаат иницијативата, па потоа ќе решаваат дали би седнале на иста маса со СДСМ. Од дуи учеството на лидерска средба, кои условуваат со формирање на собраниска комисија со меѓународен надзор. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. По 2 недели од несреќата, пратениците утре се враќаат на работа со прво законско решение кое треба да превенира слични трагедии во иднина. Ќе се носи закон со кој целосно ќе се забрани пиротехника во затворен простор. Деталите ги има Зоран Јаневски. Зоран, што предвидува овој закон? Да, утре пред пратениците ќе се најдат измени на законот за прекршоци против јавниот ред, кој предвидува зголемување на казните, меѓутоа и целосна забрана за употреба на пиротехнички средства во затворен простор. Според предложените измени, во иднина ќе биде забрането во затворен простор да се користат пиротехнички средства, а секоја примена ќе се казнува со казни од 200 евра, која е најниската, па се до максимални 10.000 евра. Со измените се предвидени и измени во казнената политика која што се однесува на присуството на малолетници во угостителски објект после полноќ, па така најниската која што досега изнесуваше 50 евра ќе порасне на почетни 500 евра, а максималната казна за објектите во кои што ќе биде затекната малолетника после полноќ ќе изнесува 5000 евра. Измените се предложени од осумина пратеници на власта, а тие истовремено бараат и законот да биде донесен по скратена постапка. Како што велат во образложението на предложените измени на законот, тие ги бараат по трагедијата која што се случи пред 2 недели во Кочани, а во која загинаа 59 лица. Целосната слика ја гледаме во прилогот. Забрана за огномети и факели во затворен простор и зголемување на казните за непочитување на забраната. Ова го предвидуваат измените на законот за прекршоци против јавниот ред и мир кој утре ќе се најде пред пратениците. Се додава нов член во законот кој целосно забранува употреба на пиротехнички средства во објекти и простории од затворен тип. Тој што ќе запали огномет, факел или друг вид на пиротехника ќе заработи казна од 200 до 250 евра. Одговорниот на фирмата ќе се казни со 500 евра, а глобата за фирмата ќе се движи од 1000 до 10.000 евра. Заострување на казните ќе има и за пропуштање на малолетници во угостителски објекти. Се бара 10-кратно зголемување. Според предложените измени, ако после полноќ биде затекнат малолетник во било кој угостителски објект, нениската казна од сегашните 50 се зголемува на 500 евра. Кај големите објекти пак наместо до сегашната минимална од 250, казната за присуство на малолетници после полноќ се зголемува на 5000 евра. На предлогот за измени на законот за прекршоци против јавниот ред и мир се подпишани осумина пратеници од власта. Бараат и законот да се донесе во скратена постапка. По изминатата недела во соработка со Министерството за внатрешни работи, пратеничката група на ВМРО ДПМН работеше на закон за јавен ред и мир, во кој што има две важни измени. Прво се забранува користење на пиротехника во затворен простор, а второ казните за пуштање, односно присуство на малолетници во диско клубови и други угостителски објекти, тогаш кога не е дозволено, односно кога е забрането за нив, се зголемува за 10 пати од сегашната казна. Пратениците во образложението на законот наведуваат дека измените ги иницирале заради трагедијата во Кочани. Сметаат дека забраната за пиротехника и зголемување на казните ќе подобри безбедноста во угостителските објекти и ќе спречи опасности кои настануваат од употреба на огномети и факели во затворен простор. Пред 2 недели во кочанската дискотека Пулс загинаа 59 лица од пожар предизвикан од пиротехнички фонтани. Иако 2,5 часа после полноќ, во објектот настрадаа и малолетници кои според закон воопшто и не смееле да се присутни во диското. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Зоран, дали е известно дека овие законски измени ќе бидат носени по скратена постапка што ќе овозможи што побрзо да се најдат на сила, односно да почне нивната примена?
Со оглед на тоа што е актуелна оваа состојба, односно трагедијата од Кочани која што се случи пред 2 недели, во која загинаа 59 лица, известно е дека ќе бидат скратени роковите при носењето на ваквиот закон, иако многу често пратениците реагираат на начинот кога се носат закони по скратена постапка, но со оглед на ситуацијата известно е дека својот глас ќе го дадат пратениците за овој закон да се спроведе во скратена постапка и најверојатно се очекува сите пратеници да дадат поддршка за истиот. Зоран Јаневски од Предсобранието, благодарам. Од ДУИ пак денеска бараат министерот за внатрешни работи да ги објави активностите и одговорноста на Агенцијата за обезбедување Рубикон во трагичната ноќ во Кочани. Изразуваат сомнеж за блискост на оваа агенција со структури на власта. Оваа агенција, блиска до владеачката партија, била одговорна за безбедноста на кабарето во Кочани во ноќта кога се случи трагедијата што одзеде 59 невини животи. Затоа, владата има обврска да му даде на јавноста јасни одговори. Кои се другите клиенти на Рубикон? Дали имале регуларни безбедности договори и лиценцирани обезбедувачи? Дали Министерството за внатрешни работи некогаш извршило инспекција или контрола врз оваа агенција? Дали оваа компанија се штити поради незините врски со власта? Дали е вистина дека агенцијата оценува компании да ја ангажираат, повикувајќи се на незината поврзаност со високи партиски авторитети? Наместо да ја користи правдата за да ги напаѓа политичките противници, владата треба да презеде одговорност за своите неуспеси и за оние кои навистина се одговорни за оваа трагедија. 5 пациенти од воено-медицинскиот центар во Србија и 1 пациент од Италија денеска се враќаат во земјава. Неколку пациенти се уште се во тешка состојба, но кај најголемиот дел има подобрување на здравствената состојба, информираше Министерството за здравство. Детали од Миријана Давидовска. 6 пациенти го завршија лекувањето во странство и се враќаат во државата. 5 од нив се од српските медицински центри и 1 од Италија. Пациентите ќе бидат примени на клиниките каде се лекувале пред да бидат транспортирани во странство. Кај останатите пациенти во странство, кај дел од нив има подобрување, а неколкумина се уште се интубирани во потешка здравствена состојба. Во здравствените установи во државава остануваат 16 пациенти во добра општа состојба. Кај 6 пациенти кои се на лекување во хируршката клиника Свети Наум Охридски веќе е извршена трансплантација на кожа. Лекарите велат овој процес следува откако ќе се утврди дека пациентот е во стабилна состојба и доколку се работи за длабоки рани кај кои е неопходна оваа интервенција за да се залечат целосно. И длабоките изгореници треба да се покријат со кожа и во главно кожата ја земаме од истиот пациент, најчесто се зема од надколениците, а кај еден пациент земавме и од двете надколеници поради обсежноста и потребата што имаше потреба од повеќе кожа, повеќе изгореници да се покријат. Прво и основно треба пациентот да се наоѓа во добра општа состојба. Ние како што велиме, тој треба да е стабилен. Што значи тоа? Значи да неговите витални параметри треба да се стабилни, треба да има добра крвна слика. Еден или двајца од нив можно е да бидат пуштени на домашно лекување оваа недела. За пациентите кои се веќе на домашно лекување, тимови на лекари оди во посета за преврски и останати потреби. Освен пластични хирурзи, како што најави од Министерството за здравство, ќе бидат посетувани од психијатри, психолози и специјалисти од различни области. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Заедничка акција за заедничко лекување на раните по трагедијата во Кочани. Како функционира иницијативата Support Кочани? Има ли позитивен оддек од јавноста, но и од засегнатите? Покажавме ли хуманост по еден од најтажните денови во македонската историја? Тема на денот со иницијативата за поддршка на Кочани. Блок партиска хроника. ВМРО ДПМН и денеска ги обвинува предводниците на Сојузот на синдикати дека немаат представа како име на работниците, зашто месечно заработуваат високи плати кои надминуваат 50.000 денари. Продолжуваат обвинувањата од власта кон ССМ за соработка со опозицијата по најавата дека ќе излезат на протест во среда со барање за повисок минималец. Според свиркачите од ССМ, кои се разочарани од актуелното раководство, Трендафилов и луѓето околу него го претвориле синдикатот во приватна фирма. Трендафилов и луѓето околу него одработуваат за нивните позиции по ноти на СДС кои и ги поставија на нелегитимен начин.
Ова се луѓето кои додека ги лажат работниците за минималец, тие земаат плати неколку пати поголеми од тоа од синдикатот. Како што платата на функционерите јавно, да ја објавиме јавно платата на овие синдикалци на батерии, како што реков, кои што ги лажат работниците за минималец, а уживаат енормни привилегии како лидери на синдикатот. Покрај платите кои што изнесуваат поголеми од платите на пратениците, некои од нив, тие имаат и дополнителни приходи кои ги остваруваат како представници во управни одбори со договори на дела на разни проекти, и тоа се плати кои што надминуваат и премиерска плата. Пензионерите утре на своите сметки ќе добијат зголемување од 2500 денари со мартовската пензија. Со ова покачување вкупното линеарно зголемување достигнува 5000 денари. Според премиерот Мицкоски, овој потек ја намалува разликата меѓу најсиромашните и најбогатите граѓани. Мицкоски откри дека Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд побарале зголемување на старосната граница за пензионирање. Сепак владата се спротивставила на ова барање, вели тој, дозволувајќи работа до 67 години само за оние кои тоа го сакаат. СДСМ објави документи со кои тврди дека се направени нови тендерски скандали во Министерството за информатичко општество, односно за дигитална трансформација. Според партијата се работи за тендер во висина од 600.000 денари доделен на фирма која според нивните информации е во сопственост на родители на вработен во Министерството. Опозицијата го повикува министерот јавно да одговори дали ова е точно. Според информациите од цвиркачите кои ги добивме, сопственици на оваа фирма се родители на Борче Младеновски, инаку вработен во IT секторот во истото министерство. Го повикуваме Андоновски да излезе и да одговори дали ова точно. Дали тендерот тежок 600.000 денари завршил кај родителите на вработените во министерството. Индикативен е називот на мејлот кој правното лице го има дадено во доставената документација за контакт, а истиот гласи Борче 002 мајмунче gmail.com. 350 килограми грицки со поминат рок се продавале на скопски пазари. Акција на Агенцијата за храна. Расте бројот на жртви во земјотресот во Мјанмар. Ле Пен, осудена за злоупотреба, доби забрана за учество на избори. Над 250 килограми производи со поминат рок се запленети од страна на инспекторите на Агенцијата за храна и ветеринарство. Станува збор за пакети со така наречени флипс производи и 34 пакети со флипс производи и 35 пакети оризови барови со различни вкусови, грицки и други кондиторски производи кои се небезбедни и се одземени од страна на инспекторите. Случајот бил откриен при рутинска контрола на патничко возило, каде полицијата пронашла значително количество кондиторски производи со поминат рок. Веднаш биле алармирани инспекцијските служби кои извршиле претрес на домот на возачот на возилото. Кај него биле пронајдени кутии со неисправни производи кои биле набавени од различни магазини и се нудели и продавале на скопскиот пазар за стари работи во Маџари, како и на пазарот во Шутооризари во Скопје. Сторителот е казнет со парична казна од 400 евра во денарска противвредност. Издадена и наредба за уништување на небезбедните производи, наведуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Агенцијата за храна во текот на март спровела 165 вонредни инспекцијски надзори во магазини и ладилници за храна. Недоследности се утврдени кај 41 оператор и изречени се 15 парични казни. Кај некои не се почитувале хигиенските услови, а кај други недозволено биле препакувани производи од животинско потекло. Од вестите низ државата. Македонија станува исклучително атрактивна дестинација за привлекување на туристи кои се заинтересирани за нуркачија кои доаѓаат од целиот свет. Иако ова може да привлече многу туристи, сепак од нуркачките клубови велат дека во земјава овие потенцијали се уште не се доволно искористени. Нина Аритоновска. Туристичкиот потенцијал на нуркањето е огромен, но многу малку искористен. И додека во големите туристички центри за оние туристи кои сакаат активен одмор, нуркањето зазема едно од првите места во понудата на хотелите, туристичките агенции и водичи. Кај на сликата е сосема поинаква. И Охрид со тек на времето ќе се валоризира ова нуркање и ова овие напори што ги правиме сиве овие години, нуркањето да си го заземи правото место и туристите да може да го видат она што све го нуди Охридското езеро, пошто е баш уникатно и единствено
Ова што го имаме ние го нема никаде во светот. Значи овие врсти на риби, сунгери, значи полжави, тоа е све уникатно, не може нигде на друго место во светот да се види. И стварно мора да се посвети промоција голема на езерото и она што е во езерото. Македонија е атрактивна дестинација за нуркачите од светот, а пештерата Врело, која е една од најдлабоките во Европа, според Јакимовско од нуркачкиот клуб Врело, ја посетуваат нуркачки од Русија, Полска, Чешка, Шпанија и Мексико. Македонија има Охрид, ова е на бисерот на Македонија. Има и пештерава наша, меѓутоа Охрид си има своји убавини, дури за почетници во нуркањето, значи можат да ги видат убавините и на езерото под вода, што поинаку се доживува. Подводните фотографии и видео од охридските нуркачки клубови се шират на социјалните мрежи, а се неизоставен дел и од туристичките брошури, но потребно е нуркањето да се вклучи во туристичката понуда. Инаку најинтересни локации за нуркање на Охридското езеро се на потегот од Љубаништа до Градиште, посочуваат нуркачите. Нина Ритоновска, Сител телевизија. За прв пат од постоењето ќе се гради асфалтен пат до ски терените во Крушево. Ова е еден од проектите со кои Крушево аплицираше за пари од унгарскиот кредит. Изградбата на инфраструктурата е еден од клучните фактори за развој на туризмот. Токму затоа општина Крушево во последниве неколку години се посвети максимално на тоа. Годинава со проектите обезбедени од унгарскиот кредит се планира за прв пат од постоењето да се изгради асфалтен пат до скијачките терени и тоа од двата правци. Од така наречената Чешма-Нарама и од кај регионалниот пат за Демирхизар. Со тоа ќе се овозможи поголема посетеност, но и урбанизација на местото со нови сместувачки капацитети и други објекти. Освен скијањето, теренот на Станиќ нуди и други алтернативни спортови. Урбанистичките проекти ќе се зголемуваат таму, ќе имаме дополнително ќе се развива тој дел на градот и луѓето навистина ќе видат и ќе биде очигледно не само во Крушево, туку и од цела држава веќе ќе бидат насочени сите туристи, аматери, спортисти и спортски клубови ќе бидат насочени кон скијачкиот центар, каде што е нова алтернатива и нови можности за тие целни групи. Тука е маунтинг байкингот, тука е даунхил патеките кои ги имплементиравме. Под жичарата имплементиравме околу 3 км даунхил патека, 40 км обележавме велосипедски патеки околу Крушево. Минатата година комплетно се реконструираше патот до Мечкин камен и стартот за параглайдинг, а се изградија и нови паркинзи. Годинава се очекува конечно да се изгради уште еден втор старт за полетување на локалитетот Црнврв, со што уште повеќе ќе се популаризира Крушево во светски рамки за овие спортови. Покрај нормалното и безбедно одвивање на националните надпревари кои се одвиваат на постојното полетиште, ќе имаме и за аматерите, односно тие што сакаат да летат аматерски од другата страна или во зависност од ветровите, ружата на ветрови повторно, ќе се одвива место на постојното полетиште, ќе имаме ново алтернативно полетиште, каде што сега е преблокирано и пренатрупано, така ќе слободно можам да кажам, и од надпреварувачи и од аматери. Исто како и лани, и годинава се очекува да се одржат неколку меѓународни надпревари и првенства во параглайдинг. За Сител Дарко Штарговски.